Ја користам оваа прилика да информирам јавноста дека денес пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери во Собранието достави 3 барања. Прво, итно организирање на посебна и детална надзорна расправа за нарушување на презумпцијата на невиноста, злоупотребата на притворот, загрозувањето на правото на изразување и медиумската слобода. Оваа надзорна расправа бараме да се спроведе без одлагање во Комисијата за политички систем и односи помеѓу заедниците, водена од пратеник на ВМРО-ДПМН. Но оваа надзорна расправа ќе побараме голем број сведоци, ќе побараме голем број одговори. Ќе почнеме од Никола Груевски, председателката на Републичкиот судски совет и членовите на ова тело, министерот и заменикот министер за правда, евроамбасадорот Орав, вас новинарите и голем број на сведоци кои што ќе ги побараме. Второ, нашите пратеници во постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот ќе побараат одржување на посебна седница ново собраниско тело на која ќе се разговара за вчерашното полициско оневозможување на уставно загарантираното право за протест и слобода за изразување. И трето, денес предлагаме одлука за разрешување на Трајко Велјановски од функцијата председател на Собранието. Еве ги причините. Последниот партиско-полициски упад во општината Центар преку апсењето на Шиповиќ и блокадата на Советот на општината, монструозната казна за новинарот Кежаровски заради 2 новинарски текста и политичкото спречување на новинарскиот протест се само последните манифестации на партиско-полициската држава водена од ВМРО-ДПМН. На 17.10. пратеничката група на СДСМ и НСДП, согласно член 185 став 1 од деловникот на Собранието, поднесоа, цитирам, информација за активностите на владата и владините органи на Република Македонија за погазување на уставното начело на презумпција на невиност и злоупотреба на притворот, како резултат на што Република Македонија станува држава на политички прогон и политички затвореници. Затворен цитат. Тоа е право на опозицијата на секоја втора седница да достави своја автентична точка на дневен ред. Каква ќе биде таа е само наше право. Продолжувајќи послушно да ги спроведе исклучиво партиските директиви на ВМРО-ДПМН, Трајко Велјановски, 4 дена по поднесувањето на информацијата, истата одбива да ја стави на дневен ред на наредните седници. Со скандалозно образложение, со кое бара да го смениме, замислете, насловот на информацијата, бидејќи според него тој преюдицирал заклучок и имал навредливи формулации за угледот на институциите на државата. Тоа го тврди Трајко Велјановски. Тоа го тврди Трајко Велјановски, лице кое досега многу пати го погази Собранието. А ќе издвојам само 2 примера од многуте. Трајко Велјановски е лицето кое, исполнувајќи ги наредбите на својот партиски шеф Груевски, нареди со полиција да се избркаат пратениците и новинарите, и со тоа го прекрши Уставот, Деловникот и Законот за собрание, и на тој начин директно и лично предизвика огромна штета за правниот систем и угледот на Република Македонија. И повторно, Трајко Велјановски го прекрши угледот и правниот систем на државата, кога преку Републичкиот судски совет, во кој Собранието начело со него избира дел од членовите, го избра неговиот кум за председател на Врховниот суд или пак неговата братучетка за судија во Висшиот управен суд. Во ситуација кога власта секојдневно го тероризира медиумскиот простор, затвора и казнува новинари и дури забранува и протест на новинари за да се проговори за тоа, сега власта се обидува и да спречи дебата во Собранието за сите овие работи. Тоа нема да го дозволиме. Токму затоа што Велјановски повторно по налог на Груевски ја спречува собраниската дебата за нашата информација, денес поднесуваме барање за посебна и детална надзорна расправа за нарушување на презумпцијата на невиноста, злоупотребата на притворот, загрозувањето на слободата на изразување и медиумската слобода. А што се однесува до одлуката за разрешување на Трајко Велјановски, образложението е кратко и јасно. Тој упорно го прекршува Уставот, законите и Деловникот и свесно и директно работи на штета на угледот на институциите и правната држава.